Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот, се дружиме со Љубица Трифунова Георгиева, нутриционист, Душко Христов од Банка за храна и пејачот Дарко Гроздановски. Останете со нас до 11 часот. Така, добро утро, да. Почитувани гледачи, еве се враќаме повторно назад. Јас ве велам официјално и добро утро за моите гости со кои што навистина ќе имаме доста интересен разговор. Ќе дојде уште еден гостин, знам дека е нели во овој период од денот малку и гужва оправдано на патет Дарко да дојде. Меѓутоа би сакала да се поздравам со човекот со кој што навистина ќе имаме доста интересен разговор, наш голем пријател на Канал 5 телевизија, ако секогаш повеќе некако на терен се гледаме, мислам и така треба да биде, нели да ги споделиме акциите. Меѓутоа и во студио некогаш не е лошо и не е на одмет да се видиме, господинот Душко Христов од организацијата Банка за храна. Ајде, добро утро официјално. Добро утро, благодарам на поканата. Ја чест ми е што Канал 5 телевизија секогаш отвара одредени теми во одредени моменти кога тоа не гори, меѓутоа е потребно да се сподели со јавноста, бидејќи темата и областа во која што работиме е на некој начин, ја викам, од животно значење за секој од нас како човек. Да. Така да благодарам и Канал 5 секогаш бил телевизија која што медиум кој што навистина ги прати нашите активности и ви благодарам за тоа. Да, така е, ќе ви оставиме простор во текот на емисијата да споделите што е ново, што се случува, што планирате нели во иднина. Имаме една дама веднаш спроти мене, тоа е нутрициониста Љубица Трифунова Георгиева. Исто така со Љубица се дружиме долго време и на терен исто некако, ама сега дознав информација дека и минатата година од прилика така била во студио и од студио веднаш заминува на одмор и оваа година некако се погоди, така да таман на време сме те фателе. Љубица, добро утро. Добро утро, Елена, и на тебе, добро утро до сите гледачи. Секогаш ми е чест и задоволство кога сум тука во вашето студио. Се чувствувам пријатно и се надевам на убав разговор. Ете така, Љубица, дај со вас ќе имаме еден интересен разговор, како што кажавме, имам уште еден гостин кој што кај да веќе ќе пристигне, меѓутоа ние ќе си го започнеме разговорот секогаш кога имаме нутриционист во студиото и разговорот со другите гости е сега мене што ми фали, сега што треба да јадам, колку треба да ослабам, како треба да ослабам. Претпоставувам дека луѓето и во вашето опкружување, вашите пријатели ве прашуваат ли постојано еве вака за совет кога зборуваме за здрава храна, затоа што нели тоа е една тема која што некако низ годините се провлекува, ама и за која што се крева свеста, мора да признаеме. Па знаеш како, јас ќе бидам доста искрена во однос на овој сегмент. Јас кога запишав студии по нутриционизам пред 15 години ми се чини од прилика, поимот нутриционизам се уште не беше познат во Македонија и многу од тие пријатели од мојот окружување беше прашањето што ќе студираш ти, која наука е сега тоа. Денеска веќе после толку години јас пробувам навистина да го одвојам професионалното од приватното. Моите пријатели, роднини и сите останати приватно не толку нели разговараме на таа тема, бидејќи сакам максимумот да го дадам на професионален план и да се посветам на моите клиенти. Така, чувствуваш ли дека сега нутриционизмот го доби вниманието кој што го заслужува од годините наназад, да кажеме, еве пред 15-20 години, кога навистина што е тоа нутриционист, навистина беше непознат поим? Значи, дефинитивно последниве 4 до 5 години е голема ера на нутриционизмот. Се повеќе се вложува значи во таа наука во однос на научни студии, се повеќе светски научници истражуваат на одредени нели делови и навистина мислам дека сме стигнати до некој ниво, меѓутоа имаме уште премногу работа. Уште многу да учиме и уште многу долг пат за тоа да биде во рамки како што треба да биде. Така, јас би сакала и господинот Душко да го прашам, иако навистина ќе зборуваме за друга тема, ќе опфатиме храната од друг аспект, меѓутоа и вас лично. Еве веќе имаме нутриционист. Како стоите вие на поле исхрана, здрава храна, да внимавате, да пазите? Пред да седеме на оваа маса со Љубица, мислам беше, разменивме неколку така, ја да ја викам, искри, од делот на тоа како не споја нас, тебе нутриционист, мене како ја боров против гладот, па имало врска тоа, да, навистина е чудна спојката, мораме да признаеме, но бидејќи за оние категории на граѓани и семејства до кои што ние допираме како Банка за храна, нема таков проблем да може да си приуштат или да послушаат па и совет од нутриционист, бидејќи дел од, мислам дека Љубица ќе објасни подобро, затоа ја не знам, што треба одредени лица да нели конзумираат за одредени
самата кажа, болести, здравје и така. Од еден агол, од друг агол, што ќе јадат тие луѓе, они нивната најголемо прашање што ќе јадеме утре. Дали воопшто имаат храна? Така да сме на некој начин во некоја си, да речеме, да видиме како тоа. Јас еден пример ќе има преку сликите што ќе бидат дел од ова. Бевме во Хрватска таму пред Нова година и незини колеги и колешки направија, ние ќе зборнеме во емисијава за делот на вишоците храни и така, каде што направија добра работа со таа банка за храна таму, каде што делот производи што не остануваат низ фрижидерите тука таму, направиле, они го викаат на хрватски кухарица или куварица или кувар македонски. Така? Кои што делот тие производи што нас како на семејства што можеме да си ги приуштиме, а треба да ги фрлиме за ден-два, направиле начин како тие производи, односно да ги искористат во некои си рецепти. Одлично, да, ќе зборуваме малку повеќе за тоа, затоа што не ни треба некогаш да бидеме креативни, можеме од комшиите по малку нешто да земеме и ние да го аплицираме истото кај нас во државата. Значи малку треба. Само ми сакала да го поздравам и гостинот кој што еве сега дојде во студиото, Дарко Гроздановски, кој што малку доцне, меѓутоа претпоставам дека се обраќате од другиот крај на Скопје доаѓав, јас многу се извинувам. Дарко, добро утро и за тебе. Како си? Добар, мислам, јас не сум некој исторано будник, уште ми е понеделнички. Музичар, класика. но мислам дека супер ќе си поминеме. Ти од Битола да не дојде? Не, али од аеродром доаѓа. Добро. Па претпоставив негде подалеку е затоа што гужва што те фатила, значи си на друг грај или од друг град. Така. Така, баш ми е драго што стигна, зборуваме малку повеќе за храна, некако вака и почнавме. Како стоиш ти со исхраната, да те прашам, пазиш, не пазиш, вие музичарите знам дека сте ноќни птици. Вие сигурно јадете после настап, после свирка, нешто кое што пази, имаме нутриционист сега, пази што ќе кажеш. Така. Али татко ми е маратонец, триатлонец, трча, вежба, професор по спорт и така. Така да некако во пакет ми од јас кога вежбам и пазам на исхраната, но кога забушаваме со вежбањето, со тренизите, со теретаната. И не пазам баш, треба малце да се ставам повеќе во ред и мислам дека така од септември сакам полбо да запнам со малце си јам опуштено, признавам. Добро, не е на одмето. А битно е да си свесен за тоа, така? Да, свесен сум. Ете, Љубица. Љубица, ние вака денеска не сме во женско друштво. Обично некојаш кога има многу жени, па можеме да отвориме некоја женска тема. Меѓутоа со тебе би сакала да започнам и една тема, затоа што генерално нас не гледаат, нели, најразлични возрасти, најразлични генерации, но и публиката ни е исто претежно жени. Нешто во кое што би сакала малку повеќе да објасниш и за кое што можеби не зборуваме ние тука многу, тоа е менопаузата, еден период кој што и како и ментално премногу делува кај една жена, па би сакала еве да ми кажеш ти, еве да спомнеме, значи кои се оние прво најтешки, најкомплицирани ментални процеси кои што се случуваат кај една жена, затоа што знам дека тука влегуваат, нели, во депресија, малку паѓаат и оние процеси кои што се случуваат и внатрешно, нели, некои жени можеби имаат апетит, можеби немаат апетит, хормоните си го прават своето, како ги викаат оние промени на расположение, што се случува кај нас, затоа што исто едно прашање кое што ми е многу важно, јас гледам дека помладите жени, значи веќе 38, 39, влегуваат во менопауза. Што се случува? Тоа прашање си го поставуваме сите. Што се случува, значи, со целата популација, не само во однос на менопауза, туку и во однос на стерилитетот. Имаме се поголем стерилитет во последните години и цел хормонален дисбаланс. Тука најверојатно се многу повеќе фактори, од цела биофрагмација, загадување на почвата, воздухот, храната, микропластиката што стига до нас. Меѓутоа тоа ќе го ставиме како тема за понатаму, кога ќе биде некое многу поистражено поле. Во однос на менталните случувања што и се случуваат на жена во текот на перименопауза и менопауза, мислам тоа би го оставила на некој психолог или психијатар да го објасни детално. Јас можам да зборувам за метаболизмот. Но и вие имате искуство за тоа што можеби не сега детално да ми објасните, меѓутоа навистина е тежок процес кој што падот на естрогенот и прогестеронот навистина прават доста комплексни ситуации во нашиот систем, посебно во кардиоваскуларниот, во мозочната бариера, кога доаѓа до тие нагли, топли, ладни бранови и слична останата симптоматологија. Меѓутоа, најсимптоматично е тоа што сите жени приметуваат,
пред да влезам во периодот на перименопауза и менопауза, функционираше мојата лична диета, диетата од другарката, диетата од интернет, лесно симнував килограми. Сега што се случува со мене, буквално тоа прашањето Се станува потешко? Многу потешко се намалуваат килограмите, веќе зборот диета треба да го исклучиме тука, воопшто не е потребна класична диета за жени во перименопауза и менопауза, туку исклучиво персонализиран пристап, затоа што секоја жена има различен ритам во текот на денот, различни работни обврски, различна физичка активност и различно време колку може да приготви оброци. Значи, ние имаме сите различен животен стил, каде што храната треба само да ни се прилагоди на нашиот животен стил, за да го искористиме ние максимумот од неа. А не да бидеме на ригорозни диети, или како што мислите дека ние нутриционистите осудувачки ги гледаме другите луѓето, воопшто не е така, морам да признам и да бидам искрена. Ние гледаме со помош на храната да делуваме терапевски и да помогнеме во одредени метаболички нарушувања и состојби, каде што е неопходно. Да, значи тоа ми е исто многу важно да го потенцираме. Мислам, еве, не мора да зборуваме за менопауза, иако навистина многу повеќе делува, јас сум слушнала нели како повеќе зрееш и како повеќе нели годините се менуваат, се некако потешко станува дали да се симне некој килограмче или да се качи некој плюс. Меѓутоа, она кое што ми е многу важно е затоа што гледам едви во моето опкружување. Сум видела на Google таму нешто, тоа функционирало за тебе, сега ќе функционира и за мене, и некако не идат тие работи. Знаеш, луѓето сакаат се нешто на брзински, се нешто полесно, поедноставно, брзи резултати, ќе ослабиш не знам колку кила за 2 недели, да речеме. И зошто уште се паѓа на таква замка? Значи, најверојатно тука е свесноста на еден човек. Не секој паѓа на тие замки, морам да признам, со жените и клиентите кои што работам јас, работам со доста свесни жени, кои што веќе најверојатно може би пробале одреден тип на диети и нешто функционира, не функционира, сватиле дека веќе во овој период мора да најдат некој долготраен начин како да продолжат понатаму. Најчесто секогаш одат со изгладнување и со броење на калории, каде што делува премногу контрапродуктивно нашиот базален метаболизам, само што толку ќе го забавиме, бидејќи он нема од каде да добива плюс енергија и да троши, туку може да не стави и во штедење, да се исплаши дека нема храна, чекај, морам да штедам. Така да мислам дека свесноста во односи на тоа брзо инстант решенија се менува во денешно време, посебно затоа што со самата перименопауза и менопауза одат и одредени физиолошки состојби и промени како поголема чувствителност на инсулинот. Имаат кардиоваскуларни, веќе може да се појават заболувања, качување на липидниот статус. И сега кога една жена ќе провери утринска крвна слика и кој ќе види дека малце се параметрите расклимани, не баш ќе проба било што и некоја инстант брза диета, туку навистина бараат стручен совет. Така е, да, навистина ми е многу драго што ја отвараме оваа тема. Знам дека имаме многу мажи кои што и тие па треба да се едуцираат, нели, кога станува збор за жените. Меѓутоа, кога станува збор за свесност, би сакала господинот Душко да го прашам колку ние сме свесни, пак ја фаќаме храната, нели, како што кажав, од сосема друг агол. Меѓутоа, колку ние како народ, ете, ви имате долгогодишно искуство со вашата работа, сме свесни кога станува збор за храната, односно за фрлањето храна, затоа што многу често во домаќинствата се случува. Меѓутоа, гледам дека во последно време па и многу организации се појавуваат кои што, нели, ајде да донираме храна, да сготвиме за сиромашното население, што е навистина за пофалба, меѓутоа тоа се некако потешко иде. Колку сме ние свесни како граѓани што треба да правиме со храната? Вака, значи Македонија ние мора да кажам да гледачите имаат представа дека ние сме членка на Европска федерација на банки за храна. Пред месец и пол дена прославивме 40 години, бевме во Париз, има во самите документација. Ќе ги видиме фотографиите малку подоцна. Да, и беше особена чест што го започна човекот што прв ја почнал банкарството со храна во Европа, Бернард. И имав чест така да разменим да некои негови почетоци зошто го почнал и како го почнал тоа. Да се вратам на прашањето од типот на свесноста кај граѓаните, јас ќе ви кажам дека не сме исклучена како земја или како општество каде што се фрла храна. Спомнахме со Љубица пред да седнеме тука, дека масовната продукција односно производство на храна доведува да во одредени општества
Иначе само да има повеќе или помалку храна, само да спомнам дека во светот се произведува, тоа се податоци од ФАО, Меѓународната организација за земјоделие, што се вели дека храна се произведува за над 12 милиарди луѓе. Ако сме ние 8, тоа значи за 50% уште повеќе. Но што е проблем? Проблемот е равномерната распределба на истата. Бидејќи нели во одредени делови на светот, од типот на Америка, Европа или побогатите земји, Јапонија, сега да не ги спомнувам, таму имаме масовна продукција на храна и поголемите компании што ги гледаме што се нели што произведуваат одредени прехранбени производи се сконцентрирани таму. Многу малку ќе видите производи во да речеме во Македонија или во Србија од фабрики од Виетнам. Сега го спомнам како факт, меѓутоа таму има своји зачини, свој тип на храна, ама немаме месо од Виетнам или од Малезија. Така да, од тој аспект, фабриките таму се концентрирани, таму се најголемите вишоци. Што се однесува кој свесноста за храна, го кажав податокот и јас сум го кажувал нели, во јавноста, тоа не е никаква тајна, дека најголеми фрлачи на храна сме ние семејствата. Јас веќе 15 години, да речем 10 години ефективно, имам одредени семејства во различни градови во Македонија, каде што ги замолувам да на некој начин измерат тоа што фрлат и колку фрлат. И сега имаме и од експертски аспект имавме едно истражување на професорка од ФОН, мислам дека беше, објавивме конкурс на одредена тема, истата се пријави и направи добро истражување, што ние како граѓани највеќе фрламе. И таму се докажа оно што ние го докажуваме, не знаеш што би ги дали е леп тоа или сме си лепари? Спомнав на Љубица дека ние годишно допираме во најдобрите години помеѓу 2 и 2.500 семејства. Тоа се околу 10.000 луѓе. На годишно ниво, значи него тоа кажуваме по интернет да ги правиме анкети, па ајде кажете ни не, него ние гледаме од терен. Едно семејство, ја го кажувам, ќе го кажувам како математика, чисто граѓаните гледачите да сватат дека навистина е така. Јас се спомнав жена ми, пред 2 дена фрли цело топче, ја го викам сноп, овие речи ги кори за пита, и тие коштаат 250-300 денари, значи ги заборајала. И тоа сте 4 евра. И сега вика вака, секој семејство што може малце да се приушти нешто, денес како не фрли, утре фрла дупло, фрла 1 евро на ден храна. Тоа се 365 евра, само едно семејство. 100.000 семејства во Македонија може да си приушат еден таков, ја викам, луксус у наводници да купат храна и да им остане да фрлат. Тоа се 35-40 милиони евра годишно, никако семејство фрламе. И сега, а не сме ни свесни за тоа. Така, едни мали деца во средношколени ученички имавме презентации, им кажувам, па тоа се 350 евра кои што ти девојче може да идеш на одмор со тие. Или да ги купиш на убавите чизми или чевли. Значи, да едноставно да ги научиш децата тие да бидат наш коректор на нештата, не купувај кило патлижани, купи 2 патлижана или не знам што, се надевам дека нутриционистите тоа ќе го кажат. Нема онолку колку што ти треба, не мораш ти стварно да купиш. И од друг агол најголеми фрлачи на храна и свесноста е кај компаниите, ја го викам производителите и дистрибутерите, бидејќи многу малце во Македонија самите маркети се добри на шминкани тезги, тоа го знаеме. И многу мал дел од маркетиве или ланците на маркети имаат своји лични производи, односно брендирани производи, да речеме, за да не ги спомнам маркетиве, да има одреден маркет свој производ. Тие се 5, 6, 7 маркети. И втор момент што е многу битен да размислат, ние на ѓубриште, како банка за храна се појавам како представна организација уште од 2009 година. Така. Пратам ситуацијата колку се фрла на Дрисла. На Дрисла за овие 17 години немате фрлено на 1 кило зејтин, нема шеќер, нема сол, нема вегета, нема макарони, нема брашно. Значи, основните производи или леќа, графитија, не се во Дрисла. На во Дрисла се производи кои што допринесуваат оние што викаме кондукторски производи кои што нами се екстра или дополнителни производи во тоа. Меѓутоа, тоа е така таму, на хартија. Во реалноста, дистрибутерите, бидејќи тие се одговорни за увозот и дистрибуција на храна преку маркетиве, тие се на второ место што фрла храна. А тоа за прашањето што навеќе се фрла, да, се фрлаат леп и лиснати производи, овош и зеленчук беше на прво место, второ е леп и лиснати производи, трето се совместнати и четврто се млечни производи. Сега да не зборуваме за поратека, меѓутоа тие се 4 основни кои што нам како луѓе, претпоставам дека и науката вели дека тие се тие производи кои што нам се неопходни од прилика за една дневна употреба која што нас како луѓе не храни.
Само да спомнам дека нашиот пристап, како што рече Љубица, нашиот пристап храната знае да биде лек, како што вели, ама меѓутоа ние велиме храната знае да биде и отров, бидејќи дел од иницијативите што ги спомна, што се појавија низ годините назад. Македонија има еден од најстрогите закони за безбедност на храна. Значи, вие може да готвите... Тоа сакам да го збориме, малку ми е дискутабилно, многу храна влезе. Вие можете да готвите за кого сакате. Ама дома ако ти дојдам на гости. А да готвиш храна без оние документи и да експозираш односно... А надвор во рестораните? Чек во ресторанот имаш луѓе кои што задолжени за тоа, имаат како ќе видат тие медицински прегледи, санитарни книжки, да, така. Значи тие имаат право. И утре не да може да се случи нешто, кој ќе биде крив? Јас се сложувам во моментов со господинот Душко и со Агенција за храна и ветеринарство дека има навистина високи контроли, бидејќи неодамна поминав низ тој пат и регистрација на одредена, нели, на суплемент регистрирав. Јас се изненадив колку нашите закони се на едно високо ниво, навистина се на високо ниво. Се поминуваат, значи, и лаборатории, и се поминуваат и сертификати за безбедност, ето тој процес кој што трае. Се надевам дека сите граѓани подеднакво сме во тој процес, дека не манка кај некој тој процес на нашето законодавство, бидејќи имам, реков, ретка прилика да го споредам со европските, ние сме во првите 3 земји во Европа кои што имаме строго и ригорозен закон за безбедност на храна. Меѓутоа, заради тоа, одредени производи кои што може да се употребат после истечениот рок, не може да се користат. Баш заради тој закон. Значи, да, меѓутоа треба да исполниш одредени услови, што кажува Љубица, да добиеш тој, односно таа дозвола да бидеш, да речеме, учесник како оператор со храна на пазарот. Многу убаво да се слушне тоа, може да поразговараме малку и за оваа тема. Би сакала еве Душко Леле Душко, се извинувам, Дарко, дека со господинот Душко зборам. Дарко, кажи ми што се случува на музички план, нешто кое што навистина мене многу ме радува во последните неколку години, иако еве и законите цветаат, ако може така да кажеме, музичката сцена цвета и нови имиња се појавуваат. Мислам и така треба да биде, нели, едно време викаме ајде тие се 5 пејачи, едните исти што се вртат. Меѓутоа ете во последните 2-3 години, ако можам да кажам, постојано излегуваат нови имиња, нели, збориме да ја поддржиме македонската музика и нешто ни цвета сцената и естрадата. Кажи ми како, дали ти го чувствуваш тоа истото, затоа што треба да им се даде шанса на сите, барем јас така велам. Да, имаме ние неколку што се квалитетни, меѓутоа сите други се квалитетни, на кои што ќе им дадеме шанса да можат да си го фатат својот пат под небото. Така, се сложувам апсолутно дека во последните, го имам кажано и во повеќе наврати во емисии, така, дека мислам дека пред некои, не знам, карикирам, 5-6-7 години го допревме дното, можеби на некој начин, во наводници кажано, но сега мислам дека се одбивме и дека некако тргнува работата нагоре, барем јас така чувствувам, зашто навистина се појавија многу млади кои, мислам, кои не само што изведуваат, туку и творат. И има многу добри и автори кај младите, а и во делот на видеот има многу интересни спотови се прават, така да мислам дека работата тргна нагоре и се надеваме дека ќе продолжи во таа насока. Фаќаме ли трендови вака од странство, затоа што едно оно кој што го спомна за видеографија, да речеме, навистина имаме доста интересни спотови. Имаме исти што ги правиме. Така, апсолутно имаме интересни спотови, поготово да речам помладите сакаат да експериментираат и често добро го прават, тоа им успева, да. Кажи ми, еве, ти како музичар, колку сте активни со свирки, затоа што нели не е работата само да, мислам, да, убаво да правиш спотови и песни, меѓутоа нели и свирките се она кое што па и носат и финансиски приход, да кажеме, а и поблизо контакт со публиката. Така, настапуваме со мојот бенд низ цела Македонија. Летово повеќе има приватни забави, што си е нормално. Но свириме буквално насекаде низ цела Македонија. Се подобро сме прифатени. Многу е битно не само финансискиот момент, туку и тој близо контакт со публика, што го рековме и еве сега и за новата песна и како промоција е добро што направивме и аранжман да можеме и лајв да изведуваме. Сега немаме дувачи како што има во самиот аранжман или пратечки вокали, толку многу женски пратечки вокали како што има во оригиналното аудио од песната, но можеме да изведуваме
во наш аранжман бендовски по свирките, по настапите, што е многу важно и за промоција на самата авторска музика. Така, да спомнеме на гледачите за сите оние кои што не знаат, имате нов спот со Игор Базов, човек кој што и како е многу големо име на нашата музичка естрада и навистина дава поддршка и на младите артисти и на младите таленти. Како стигна вие да се споите со Игор Джамбазов и да направите понеделнички беше? Сакавме вчера да те викнеме гостин понеделнички да ни дојдеш и никако не испадна. Викам колку ќе беше интересно. Добро, не е важно, битно е што вторнички сега, нова песна. Нова песна. Како испадна? Па јас се пријавив на аудицијата со мојот бенд за настап на како предгрупа на Нокаут на нивниот концерт што им беше во Јане Сандански. И во тоа видео стигна до Игор Джамбазов, односно тој беше еден од оние кои одлучуваат кој ќе настапува како предгрупа на концертот. Мислам, ние имавме некој така, да речам, си имавме запознаено, имавме некој, да речем, контакт, но многу му се допадна тоа што го пративме и како награда рече од него дека ќе ми напише една авторска песна. Што може повеќе да посака еден млад музичар во Македонија. Да, браво, плюс да биде тоа со Игор Джамбазов, како што кажавме, па тоа што се појави во песната со свој речитативен дел, па во спотот. Ете, супер, ќе го видиме спотот на самиот крај на емисијата. Јас би сакала да продолжам со господинот Душко. Кажавте дека законите се нешто кое што многу функционира, што мене многу ме радува. Меѓутоа, ајде да зборуваме и за вашата организација, нели, банка за храна, нели, мислам доста време сте и по медиумите, нели, многу луѓе се запознаени што значи банка за храна, меѓутоа може и некои има кои што не знаат. Дали може да ми кажете дали имате активности во текот на целата година, како функционирате, дали имате можеби периоди кога ништо не се случува, можеби ви треба и помош од граѓаните или од државата? Вака, банката за храна е невладина граѓанска организација која што веќе 15 години во етерот на граѓанскиот активизам во борбата против гладот и сиромаштијата и во поново време од аспект кога осознаме какви се вишоците храна, велиме против отпадот и вишокот од храна. Спомнав во претходниот дел, ми милуваме да кажеме дека сме најбрзата пошта на сите донации кои што стигаат до нас како донации да ги дистрибуираме до крајните корисници. Да, имаме свој возило, до пред години и пол ден имавме и своје складиште, од септември месец ќе имаме пак ново складиште, најмено нормално. И наназад 7-8 години сме активни учесници во работни групи каде што иницираме носење на посебни закони. Една од љубица што спомнаме во предразговорот беше како да се нахранат тие луѓе што немаат нели доволно и што вика па преку донации, а не можеме цело општество да го храниме преку донации, треба потребен е закон кој што има во Европските унии, има и правилници како тоа се случува, односно како тоа се не мора да постои банката за храна или било која друга иницијатива и организација, доколку се донесе еден таков многу прост, ја го викам, едноставен, но многу конкретен закон кој што ќе дава предност на донаторите со вишоци храна, кои што ги спомнуваме, а не се малку. Во Македонија обично на годишно ниво се фрлат помеѓу 9 и 13.000 тони храна. Тоа се многу нули, многу бројки. Ние милуваме да кажеме да правиме наспоредба дека може да се нахрани, односно да се суплементира, односно да се поддржи семејства кои што живеат во еден просечен град. Ние го зимавме Кочани како пример до пред насреќата, меѓутоа да, отприлика типот на храната, на количината на храна која што завршува на ѓубриштата, бидејќи само депонија е дрисла, другото се ѓубришта, од аспект на еколошка тема која збориме. Тоа значи дека таа количина на храна што се фрла може да биде суплемент, односно дополна на основните оброци кои што му се потребни на едно семејство. Се обративме до претходните влади, не најдоа за сходно тоа. 2 пати го дигавме на маса, го ставивме предлог закон, што е се уште стои во некоја фиока. Не сме били кај новиот премиер Мицковски да му се представиме вака, го најавувам тоа преку медиумите, но никако да отидеме. И да едноставно барем бидејќи носење на таков закон, ние викаме да ги нахраниме економиите, а не депониите. Значи со носење на таков закон државата ништо не губи. Самите оператори со храна ништо не губат. Ние сме тука да помогнеме
подметнуваме грб кичува, да помогнеме во делот на трансформација на иницијативата, што ја викаме банкарство со храна, да имплементираме на еден транспарентен и отчетен начин, бидејќи најголем проблем во општеството во моментов не се донациите, довербата од страна на компаниите кои што треба да донираат храна. Спомнавме и јас сум еден од иницијаторите пред 20 кусур години, кога се носеше законот за донација и спонзорство, Македонија е ретка од земјите во Југоисточна Европа што има еден таков закон. Апропо тој закон, значи секоја донација има и своја економска вредност, храната има да може да субјектот да поврати ДДВ во вредност на донацијата. Секоја храна има своја економска вредност и 5% од бидејќи 5% е ДДВ на храната, компаниите може да си го повратат. Ние имавме во делот на ковидот, кога сме гостували кај вас, преку 22 компании кои што беа донатори. Сега многу е намален бројот, меѓутоа барањата за храна се зголемува. Добро, тоа е најверојатно политика на состојбата која што сега владее, војна, економска криза, ваква криза. Значи од тој аспект некако тие сиромашните уште после сиромашни, после гладни. Но доколку се донесе еден таков закон, значи тоа не го бараме за лично за нас како луѓе, го бараме тука сме да помогнеме нешто што функционира во Европа 40 години, дајте на некој начин спрема условите и можностите во Македонија да го имплементираме. Ние како организација имаме партнер организации, немаме банки за храна по 15 градови. Секој појавен вишок на храна, катадневно ние може да го изземеме на локално ниво. Не мора храната да се враќа во складиштава тука во Скопје, па од тука да се иззема да се разнесува. Ние, бидејќи таков и законот за донација и спонзорство концепиран, да преку испратница само документи да споделуваме со субјектите, храната да останува дали во Битола, дали во Охрид, дали во Делчево, дали во Куманово. Значи, на тој начин, да, имавме со еден најголем ланец на маркети во Македонија, 10 години таква соработка, каде што лебот и лиснати производи од претходниот ден ни се доделува и на годишно ниво тоа беше помеѓу 40, 45 до 60 тони. Во килограми, ако го мериме, нели, во килажа, 60 тони. Тоа не е малку. Како не е огромна бројка. Да. Ете, се надевам дека на подобро ќе одат работите. Зас цело време кажам, ние се надеваме, ама на крајот од денот па и од нас зависи ние, нели, што ќе направиме и како ќе го истераме она во кој што навистина веруваме. Јас би сакала Љубица да ја прашам кога зборувавме за менопауза, за перименопауза, каде е тука? Ќе збориме, нели, храна и исхрана, меѓутоа и суплементација, потребно ли е нешто дополнително да се зема во овој период? Суплементацијата денеска е многу деликатна тема, бидејќи, нели, се не е премногу достапно на интернет, сите читаме. И сите мислам дека се нешто зимаме. Да, сите нешто зимаме, сите нешто, нели, исто сме слушнале дека Сме чуле, сме виделе. Наспроти мојата професија што сум јас, нели, нутриционист, паралелно специализирам на фармацевскиот факултет фитотерапија и суплементација. Пак е денеска истото прашање што е тоа фитотерапевт како пред 15 години. Ајде, не треба уште 15, може ке да знаеме. Да, што е тоа нутриционист, денеска што е тоа фитотерапевт. Фитотерапија е наука за билките и како со помош на активните компоненти на билките во форма на капсула, суплементи, на, нели, најразлични препарати, како да превенираме во одредени здравствени состојби. Сега, многу се актуелни, нели, и омега масните, и витамин D3, и сите различни суплементи, меѓутоа индивидуалниот пристап е клучот во се. Не секој суплемент е за секоја жена. Во моментот извадивме и наш суплемент, кој што е таргетиран за жени во перименопауза и менопауза, меѓутоа секогаш јас велам личната консултација е најбитна за да процениме дали треба да го примате и кога треба да го примате тој суплемент. Ми кажавте дека сте извадиле некој суплемент кој што е посебно таргетиран за жени во менопауза? Суплементот е наменет за жени во перименопауза и менопауза, меѓутоа и широка популација може да го користи. Како делува, што прави? Делува на регулира нешто. Да, значи според ЕФСА тврдењата, имаме здравствени тврдења одобрени за нашиот суплемент, бидејќи исто
година дена наназад работевме на истиот. Еве законите ти од кај си ги научила. Работевме нели и лабораториски испитувања, каде што не сме да има токсични елементи, ни над 0,01% не сме да надминува контамининти самиот суплемент. Имаме ЕФСА тврдења дека го регулира нивото на глукоза во крвта и го подобрува макронутриентскиот статус. Тоа се две големи тврдења каде што влијаат на метаболичко базално ниво. Односно, најчесто, пластично кажано, жените во менопауза често се соочуваат со висока чувствителност на инсулин, односно инсулинска резистенција. На тоа ние што работевме како инсулинската резистенција со помош на суплемент да пробаме да ја одржиме во нормала. Какви се вашите искуства, мислам, кога ми кажавте дека сте го извадиле овој суплемент? Работено е цела година на него, веќе ги имаме значи и фармаколошките одобрувања и испитување на фармаколошкиот факултет, меѓутоа во продажба е веќе од минатата среда официјално. Значи не можеме уште да бараме Уште чури. резултати, уште. Резултатите ги имаме на европско ниво, не можам да кажам на светско, затоа што нашите регулативи се прекосат со американските, например. Ние работиме под европски регулативи. Во Европа има доста суплементи на база на хромпиколинат и джимнема силвестре, каде што веќе се работени со години истражување и од таму произлегуваат овие ЕФСА тврдења кои што ви ги кажав пред малце, намалување на нивото на гликоза во крвта и подобрување на макронутриентскиот статус кај луѓето. Да, значи се да биде персонализирано, не е витамин D2 и јадарка за сите. Никако. Тоа сега кога зборуваме за суплементи знам, магнезиум ми треба, овој сум слушнала. Значи може малце да за мускулите, нели да се опуштиш и како ти магнезиум купуваш, ни се едуцираш ни ништо. Значи можеме да подискутираме и за витамин D3, баш кај нас се прави истражување, иако Македонија е сончева земја и сите мислиме дека имаме добра апсорбција на витамин D и нели добро ниво, меѓутоа праксата ни покажа нешто друго и затоа сега се работи големо истражување на таа тема. Во Македонија сите сме во еден вид дефицит на витамин D3, иако имаме толку сончеви денови. Прават истражување на факултетот дека сончевите зраци не се прекрстуваат доволно, само во 15 минути во текот на денот, например од 3 до 3:15 часот, ретко кој од нас баш во тие 15 минути во денот е изложен нели цело време на сонце, само тогаш прекршуваат уве зраците и синтетизираат витамин D3 во нашиот организам. Затоа ние сме земја со дефицит на витамин D3 нели во крвта и 2000-дарката е таа доза која што се препорачува за одржување на нивото, меѓутоа персонализацијата е клучна. Имаме пациенти кои што прават калцификати, па ако го зголемат нивото на D3 без да го додадат K2, можеме да направиме други проблеми. Имаме бубрежни заболувања, така да секогаш нека се консултираат со доктор, фитотерапевт, нутриционист, за да имаат нели добра посакувани резултати. Да, дефинитивно. Да, ќе направиме овде една кратка пауза за реклами, останете со нас, се враќаме за брзо. Ај, Мелек,